како голем влезен хол. Гледам дека се наоѓаме во едно старо, мало, нели, тука е широк сокак ние карши. Ова е стара куќа направена наново или? Куќата е стара, 1963 година. Значи свекор ми ја направил, а пред неколку години мојот сопруг ја реконструира. И сега сме на вториот кат? Да. Во кој што дали вака изгледала куќата стара или вие ја имате целосно преправена? Да, само зидовите вака, иначе прегради, натре се, распоред се сменато, дрвени подови, греди биле, плочи ставени се, доградба, покровље. Добро. Кажи ми сега горе-доле, значи треба да ми објасниш што сакаш реално. Овде ќе гледам едно мало, мислам, ма не е мало, пори има... Да, ова нешто, мислиме како остава нешто, ма бидејќи е тесно, сакаме да биде како плахар, нешто да има максимално што може да се искористи. Повеќе простор. Повеќе простор, да има повеќе плахари. И кујната гледам дека е голема од тука. Баш убаво. Голем простор. Да. Мера. И? Сега сакаме. Да, не знаевме. Да. Па се мислевме кај да биде седењето, дали да биде на едната или на другата страна. Сега ти, ќе ми одлучиш. Важно, сакаме на убава кожна гарнитура, повеќе сакаме да биде на Г гарнитурата, да има ТВ комода. Добро. Во другиот дел овде да биде трапезариска маса со една комода. Да, има. На комодата нешто ти ќе осмислиш, исто да биде дали ќе има нешто уметничка слика или огледало. Така. Добро. Да. И кујна. Кујната, си продолжува кујната. Сите би сакале волкава кујна. Сигурно имаш некаква идеја околу неа? Да, на овој зид таму, еден голем плахар, значи на тој зид. Планираме. Добро. И тука на средина, сега ќе видиш како ќе одговара просторот, дали ќе има нешто како острово или како шанк. Ќе видиш. Значи да има нешто плюсот и вистина е голема, ама не знам колку ќе дозволи просторот со димензиите сепак. За да се смести и шанк и острово, може би едното без друго. Да. Сега ти знаеш ќе биде нешто. Најубо тоа можеш, ќе видиш. Кажи ми во однос на амбиентот, бои, дезени, што сакаш? Што се видела? Кујната сакаме да биде бела боја, нешто со тортора. Исто трапезариската маса да биде бела, со столиците, гарнитурата, нешто ја замислуваме како капучино бојато, така светла. И комодата да одговара исто на амбиентот, да. Мислам дека многу лесно. Да биде елегантно. Околу белите бои. Да. Океј. Нешто по-специфично, по-интересно што би сакала да имаш, не знам, цртежи, тапети. Па може, ќе видиш ти како ќе одговара, да. Значи сакаме на осветлувањето, значи да обрниш посебно внимание. Најубаво нешто што може тоа да го направиш. Да. И со цртежите исто се на тебе за да оставаме. Добра. Убава е, имаме висина за такви играчки по таваните, а да ги зирнеме сега спалната. Така. Ова е кому наменета? Да, ова е собата на мојот син, младо докторче, што току дипломира стоматологија. Добра. Што сака младиот доктор? Сака да има удобен кревет. Добра, колка? 1,40 за него. Така. Добра. Да има една работна маса со лаптоп, убав плахар вграден. Добро, библиотека нешто што му треба? И по можност може, да, има и книги доста. А и ќе треба уште да тркала, нели? Па ќе треба сега на магистратура, па на специализација, така да по можност една библиотека не ќе биде лошо. Океј. Ајде другата спална. Ова е спалната. Твојата. За тоа како те гледам сега кажи. Ама ти си експерт за опремување на мали соби. Да, како ќе ми кажете експерт за мали соби. Најмаловците. Каде да се доставам. Да. Сигурно тука некој голем плакар гледаме една линија од тука до таму. Така, да. Еден голем кревет, голем, значи не е лошо да биде 1,80 м. Добра. И има место за едно огледало таму, мислам, како шминкерница. Добро, и шминкерница. Да. Друго? И телевизор. Обавезно, ама кај ќе се смести, на тебе оставаме, да биде убаво централно поставен, да може убаво да се гледа. Добро. И бања има. Да. Мањичка. Да. Добро. Машина, бойлер, проточен. Така? Да.
регистравме нешто многу големо ова парнало. Дозволуваш ли промена на инсталациите? Да, како што сметаш, ако има нешто потреба, значи може да се смени со цел да биде значи функционално. Така. Што би сакале да имате? Када, туш кабина? Да има туш кабина со мала ниска кадичка, Добро. порцеланска, да има висачка WC шолја со вградено казанче и тука умивалник, значи да. Добро. И со големо гледало. Така, па вака како што ми објаснуваш, практично нема да има нешто промени. Така. Каков сакате да ви биде амбиентот во бањата, нели во врска со боите? Па нешто замислуваме како на крем кафеаво, така да биде елегантно, убави плочки. Така, добро. Да. Ова ќе биде сепат, или? Ходниците ги видов дека се уште груби. Ке се работи ли нешто таму? Во ходникот по скалите, значи сакаме да Може има... да дзирнеме натака? Да. Добро. Еве го гранитот на балкончината, значи и таму ќе се гледа. Како да бидат скалите? Па нешто да биде во склад. Да скалите, дали нешто иставо или потемно. Треба да се отвори? Да, во битола ќе работи, па ако тоа може... тука? Да. И па добро. Ајде. Здивот што ќе го внесе Битола со својот лик, својата атмосфера, дефинитивно ќе ми помогне и овој објект да стане дел од новото внатрешно руво на центарот на градот. Шетањето низ градот помага да ги дознаеме битолчани, нивната поврзаност кон вистинскиот градски живот, кон уживањето, наклоноста кон убавите нешта, добро јадење, добра музика, дотерани девојки, хедонизам во секоја пора. Па така воопшто не ме изненадува што преправката на една куќа во овој строг центар на градот е токму ваква. Во овој простор има елементи на стара градска куќа со голем влезен ходник кој го нарекуваат салон, од кој се влегува во сите останати простории. Дневната, кујната и трпезаријата се поврзани во единствен простор од околу 60 на квадрати, што ќе биде интересно за решавање. Ке дозволи комоција, ке дозволи флуидност и едноставно простор исполнет со убави нешта. Спални соби, бања и скалишен простор. Се на се, одличен за работа. Еве што е смислено за него. Во близина на Широксокак бевме во куќа, која што била стара градска куќа, сега е преизградена, доградена во трикатна. Работиме еден од катовите по желбите на Гордана. Сега според низините желби, значи јас направив една шема. Кога се качуваме по скалите, имаме еден интересен простор кој што ќе се искористи за голем гардеробер. Влегуваме низ влезната врата на просторот. Имаме една позиција која што тие ја нарекуваат салон, тоа е како голем влезен ходник од кој што се влегува во сите простори и кој што ќе го обработиме пак некако градски, значи со централно насиче во средината, со некое огледало, со интересно изведен портал за влез во дневната соба, која што исто така е голема и пространа, што многу ми се допаѓа, значи целосно споена со се кујната. Малку е незгодна позицијата на телевизорот. Меѓутоа, како и да е, има простор за многу комотни елементи, значи голема гарнитура, убава лежалка и фотели, за маса и комоди. Им предложив практично да ставиме дрвена облога на главниот зид од дневната соба, меѓутоа ми се чини дека нема да ми го прифатат, од некако инсистираат на цртежи. Кујната исто е многу голема, што ќе овозможи да поставиме еден голем блок со фрижидери, фурна и така натаму. И уште еден низок блок за готвење. Сега втората нивна желба која што треба да ја разгледаме е што јас овде кујната формира во буквата П, а тие сакаат изгледа централен остров. Па ќе видиме колкав може да биде во идните репроектирање на мојата кујна. Бањата ја репроектираме во почетнава состојба, ќе видиме како ќе им се вендиса, со туш кабина ниска, мијалници и биде и шолја. Значи сега тука ова бара една целосна реконструкција на инсталациите и затоа велам не знам како ќе им се вендиса, може и да не излезе баш вака како што им го предложувам. Машината ќе биде затворена во плакар, за да не се гледа, од бањата е убава, нели треба да биде чиста. Има нивната спална соба, во која што поради невозможноста да се постави телевизор на некое нормално место, ја правиме истата финта што ја направивме минатата година во градски зид. Централно ќе се постави панел гипс картонски на кој што ќе стои телевизорот, а лево и десно ќе имате плакари, машки и женски.
за детската соба, која што воопшто не е детска, бидејќи момчето е 25 години. Има голем плакар, голем кревет и работно биро. Интересна комбинација, мислам чисто е функционално, добро распореден простор. Во прилика тоа е тоа. Ќе видиме што ќе изведеме од сето ова. Меринос во Њу Јорк. Меринос во Париз. Меринос во Истанбул. Меринос во цел свет. Турскиот бренд Меринос е лидер во светот. Ова е гордост на сите нас. Меринос, секаде каде што живеете. Мега Куманово. Комплетна опрема и обработка на интериер и екстериер за вашиот дом. Од сега и со голем салон во Скопје. Леле, каков хаос. Не ми се влегува дома кога ќе помислам што се ме чека. Плакарите на Акрон ќе ви го разубават домот или канцеларијата, а во исто време вашата гардероба и документи ќе бидат безпрекорно организирани. Градените плакари на Акрон се вашиот излез од секојдневниот хаос. Слободно, одете си дома. Неверојатно е што се подот може да направи. Уживајте во прегратките на својот дом. Декор и дом. Премиум брендови од керамика, санитарија и опрема за бањи, со врвен квалитет, совршен дизајн, по перфектни цени и експресно брза услуга. Само во салоните на Шате Керамика, во Скопје и Битола. Ке работиме со битолски мајстори. Со Гордана се договоривме дека во нивниот случај тие веќе имаат групи кои добро ги познаваат. А мене секако ми беше полесно бидејќи луѓето се нивни и се таму. Гипс картонџи. Со нив ќе ги изведеме потребните измени со кои Гордана ќе ги добие посакуваните скриени светла на таванот. Таа имаше сет желби кои гласеа вака: од емисија 6 од 5-та сезона таванот, од емисија 4 6-та сезона ѕидот и така натаму и така натаму. Така што водилките беа јасни. Иако јас пак и бегам од идејата дека работите треба да се идентични со оние што веќе ги видела, зашто во некои работи навистина не сакам да се повторувам. Некаде сме направиле нешто, сега ќе направиме нешто друго. Нешто само за неа и лично за семејството. Во спалната ќе изведеме преграден зид кој ќе ги раздели плакарите и ќе формира простор за телевизор. Ова наше доаѓање е дотука. Ги оставаме нив да си завршат. Треба да поминат и водоводжиите да изработат корекции во бањата, да наместат вградно казанче за шолјата. А ние одиме назад во Скопје и право во Шате. Браво! Да, на вистинско место застана. Тука требаше? Да, чест ни е да ти го представиме производот на германската компанија Веди, која што во 1983 година го има создадено производот првата Веди 100% водоотпорна плоча, направена од екструдиран полистрен. Тоа всушност значи дека материјалот се состои од затворени хелии кои што не дозволуваат водата да пробие низ нив. Има поголема цврстина, еластичност, меѓутоа сепак е
цврст да стои самостојно во просторот. Сакаш да ми кажеш дека пред 30 години тие го измислиле ова, ние го добиваме сега као... Да, вау. Добро. Овде да пред видов дека нема никакви конструктивни елементи. Нема потреба од никаква подконструкција, единствено што е потребно да се користи само види 610 глепакот и трака за дополнително зацврстување на споевите кои што се потребни, тоа е оваа трака. Денеска располагаат со голем број на производи од панели за уградни казанчиња, како што е ова тука. Значи ова е специјален панел скроен со отвори за типка, за одвод, за довод. Аха, ние само си го клопнуваме. Да, вие само го представувате буквално. Добро, изглежда не значиме ли со лепење? Ништо. И готово изгледа. Од оваа страна е готовиот производ, наместено со плочки, Совршено. изолирано. Делува како човек сам дека може да го направи. Може слободно сам да го направи, доколку е прецизен и нели вешт во тие работи и да не е толку вешт, пак може да се... Вие може да не презентирате како може да се изработи како тоа? Секако. Еве како изгледа финалниот производ. Ова се скривите. Така, да. Бандаш траката, од озгоре левитува се клепот на тоа. Потребно и можеш да ја чуваш и цврстината. Добре. Се потрудиш мисле. Ау, баш е цврста. Да. Добро. И овие се анкерите, а? Се става во... Значи вака изгледа и 8 сантиметарскиот зид. Анкер. И зид под на средина, каде сакаме. Да, може да горе, може да горе, не е проблем. Добро. Ова изгледа совршено едноставно за мене. Значи како брза, ефикасна работа што ќе заштеди многу време. А назад во Битола не чека милото. Редењето на плочките, особено околу отворите, прозорците и околу вакви делови како казанчето се исклучително важни детали. Затоа, воопшто не е лоша идеја никој пат да не се задоволувате со она што е веќе изведено, и ако треба да се изменат нештата за да се доведе се до совршенство, тоа да се стори. Така нешто треба да дојде ова, кој се сечи таблата, кој се тагува. Може. Сега док сме тука да... Така еве, дори сте тука и таму ќе наставиме уствари ливела, ќе пуштиме, ќе излезиме оно. Ето така, и он да ти го преправи ова, за да може да си биде у линија. Симетрично се потребал. Во нашиот случај требаше обшивката на казанчето да се скуси за 4 сантиметри, за се да си дојде наред. Плочките стасаа и може да се работат. И повторно ги оставив да си сработат до крај. Вака се сепак, Ивана кога првиот пат се сретивме и ми даде до знање дека не сме да има промаши, како што гледате веќе на лице место. И сепак сакаше таа да каже дека право германски бараше да се работи, да душа да се фрли дали 5 денарки или 1 денарче, доколку скока не е волит работата. И таа му беше најголемата желба. Како го видов милото како работи, знаев дека ич не треба да му висам на глава. Тој добро ја познава својата работа, а јас мојата, во Скопје, во Квикстеп. Да, имаме сега и нови модели. Така. Така да, имаме освен Кастело, Палацо и Вила, имаме нови артикли, Империо и Вариано. Карактеристично Разликата има? Да, што се по-рустикални, по-природен тон имаат и имаат дополнителна обработка на горниот дел, како со циркуларна надолжно, на целата даска. И мат варијанта има и улена обработка. Така. Да. Имаме 14 и 12 мм,
Ке Връзката 12 им е која? мм е што самото каучуково дрво, овдека, посумелено и високо пресувано, хомогенизирано е целиот слој внатре, додека 14 мм е напречно дрвчињата од каучук, за разлика А некаква разлика во перформанси се имаат или не? Каучук е многу поотпорен, по-прецизен клик, по-цврст. Имате доволно временски период да издействувате доколку се случи поплава. Значи да го тргнете, да го демонтирате паркетов и да нема никакви деформитети, дури и проблеми во деобојување на Колку време имаме за такво нешто? Негде околу 48 сати. Сиде на клик, знам Да, да сте го монтирале баш на клик варијанта. Да, да. Секако може многу лесна инсталација, за разлика од класичен паркет. Значи може на подлога, лепо кога го користиме само евентуално доколку предподлога е лошо изведена. А многу побрза и попрактична инсталација е на подлога. Така. Сега не знам јас дали ќе биде ламинат или ќе биде паркет, бидејќи се уште не сум разговарала на темава со клиентите. Се работи за кат од куќа, во која што подлогата е солидна, значи има изведено, кошулката е во ред. Предпоставувам дека ќе може наредење да си оди. Тоа е тоа и предпоставувам дека единствена разлика што може да направи е буџетот кој што го имаат одвоен. Секако паркетите се поскапи од ламинати, али за разлика од класичен паркет, цената е горе-доле иста, али е многу по-брзо и по-лесен. Така, лесен и поотпорен. Да, поотпорен. Треба ли да се остави материјалот да се адаптира во просторите? Да, секако, од 24 до 48 сати. Доволно е само малку мал зарез на самите пакетчиња и да се адаптира температурата и влажноста. Добро, ќе си разговарам јас со нив. Ќе ми пријатно, ќе ти кажам. Да, во ред. Океј. Додека јас се занимавав со нарачките во Скопје, во Битола се работат зидовите. Целата дневна е во кремасти тонови, а таваните бели. Бидејќи просторот е широк и голем, а Гордана не сака премногу јаки тонови во него, мислам дека вака ќе изгледа баш убаво и елегантно. Едната спална, за сини Михајло, е во сиво-сина боја, а незината соба е во силна кафено-виолетова. Тука сакав малку да ја изненадам со малку потемен простор. Се вратив и што да видам? Кога мачката не е тука, никој не слуша. Што ни се моткали студија? Любопитството за момент беше посилно од мене и ме натера да влезам и да ја видам бојата. Меѓутоа, во еден момент ја видов Ива, не очекував дека ќе биде таму. Се уплашив и на брзина побегнав кон третиот спрат. Меѓутоа бев многу среќна, бидејќи бојата беше таква како што ја очекував. И ми ја осветли бојата у ходникот и сега пак е во фарбава. Е така. Значи, покрај настојувањето да не се влези, да не видиме ништо, сепак љубопитството беше пред се. И мајка ми беше влезе, нормално, не може да држи да не види. И беше во мојата соба, ја види бојата и ми кажа дека баш на како што ја замислував, мислам дека ќе биде супер. Тоа јас не замислам, не вовливам, меѓутоа стварно, значи до танчина, бојата стварно погодена. Горданче едноставно не издржала. А ние да одиме во Прилеп, по прв пат на гости кај Горан од Мебел Марија. Браво. Супер. Ова вие го работите? Да, сето ни. Вистина? Јас за Дивер ќе ти нарачувам, а тој види што се. Медијапан. Јас нешто видовме ние еднаш на интернет, на твојот Facebook профил, ама вистина во природа. Ова е интересно во природа. Викам медијапан. Стакло, комбинација медијапан, дрво. Инспирациите само нешто си креираш Да, или само од интернет. Од сегде. Супер, добро. И нарачки? Нарачки имаме. Значи јас ако видам нешто или ако смислам, можеш ти да го Може, говориш. А може. техничките детали
Сам ги разработуваш? Че ги разработиме, нема проблем. Да, ти беше подкован со татко. Така беше татко дедо. Така да, видов таму една маса. Да, и масата. И фурнир. Да, фурнирам дом. Добре. Нарачките представам дека вака имаш повека, отколку ние како моите. Да, имам. Океј. Па ништо, да седнеме да го разгледаме проектот за Битола. За Битола? Да. Значи сега ти страти кујната и еден портал. Прво тие ќе ги изработиме, ќе ги разработиме заедно, рестото е пак е право, само што е сето во медијапан. Значи кујната е голема, има еден како блок во Г форма, другиот е еден цел голем плакар, гледаш, со два големи фрижидера, излачен механизам, шанк, кој што ќе се користи од натрешната страна на кујната. И тоа е еден интересен портал кој што треба да свети. Значи треба ти да го направиш ептен и сјаен. Ептен сјаен. Да личи како во голема убава градска куќа. Треба да се појде да се измери. Да се појде да се измери и да се направи. Во бањата треба да завршиме со таваните, за да може да нарачуваме и поставуваме санитарии и светилки. Добар ден, тебе прв те гледам тука. Ива. Чекај да те видам шо преш. Арно, ти го видов комбето долу пат, дознав дека си тука. Просто да почнам да работиме. Така, светилките не ти се стигнати, само да знаеш. Ке мораш после поставиш од сега дупки и после. Ќе вадиме, ќе сечиме. Добро, и па вградни ќе бидат левови 20 на 20 од прилика. И ќе ги испланираме. Кој ќе стигна точки? Вие се без фуга или со фуга? Со фуга, како онда таму. Така затворено. Одлично. Затворено. Супер ќе си. Си знаеш се. Да. Ти треба нешто од мене? Нешто е. Јас си знам, си бркам работа. Да. Започнува и монтажата на ламинатот. Со мајсторите се договоривме и за подоцнежните детали. Дали знаеш случајно лајста како се поставува да речем? Силикон се залипва само. Јас мислам дека со нека логика треба да има и некои држачи кои се стават на зидот, па треба малку коса да стои. Да, тоа е така, меѓутоа јас не мислев ова, лајста не сме се разбрале баш убаво. Ова можеме во спалната да ја ставиме, за тука други ќе ти донесам. А сега е навистина се подготвено. Затоа сме назад во Скопје. Со нив долго работиме. И кога сакате вистина квалитетна врата по нарачка, тие се мојот прв избор. Сега и со нов салон. Репортер. Маја, честитам! Добре дојдовте. Да, долго време немавте ваше лично место за презентација на вратите и едноставно немаше како ни клиентите да го видат вашиот цел асортимент. Па не вие архитекти. Па и ние архитектите, дели да дојдеме и да избереме како што треба. Да разбирате. Значи, ова е нашиот новоотворен салон, кој што се наоѓа на улица Првомајска, во комплексот на Окис. Поточно, значи, по Првомајска, на вториот влез во Окис во управната зграда. Да ти кажам, тие таму веќе модели. Да, значи, тоа се они што се и наши новитети, тоа се, значи, Matrix Line. Која е разликата меѓу Advanced и Matrix? Па, начесто вака, како што можете сами да приметите, се едноставно во самата естетика се разликуваат примерно. Значи, тоа е рамна површина мазна, а овдека веќе нормално се
ќе морате да Модерна да, по- да, така значи интересна. рапава едноставно као утомно Природна. кажано, значи као 3D ефект ќе има. Значи, оно што можам прво да го забележам е дека имате многу нови дизајни донесено, што ме радува, особено во оваа типа, како што ми кажа, матрикс линијата. Адванс линијата, например, има неколку модели кои што се многу слични со модели кои што може и на друго место да се видат и да се најдат. Што вас конкретно ве разликува од сите останати? Најпрво, значи нашите производи се италијански. Значи набавени се од најквалитетниот производител воопшто во Италија. Кој што е број 1 меѓу другото. Едноставно, значи самите крила, самата каса, самите перевази, Самиот производ, целосно производот е произведен таму. Тука кај нас само се дофинишира. Што сакам да ви кажам со тоа. Значи, секој клиент, нормално секоја куќа, секој стан си има или деловен простор си има своја мерка. Значи, ние им овозможуваме на самите клиенти да им направиме вратите, кои што ќе ги нарачат по нивна мерка. Така. И дизајн, значи да не навлегува. Се е по избор. Да, се е по избор на самите клиенти. Да продолжам за крилата, значи нашите крила се изработени со дрвена подконструкција, хартиено саке и најквалитетен ламиниран HDF. Што HDF-от или односно ламинираниот HDF ви овозможува? Значи отпорност на гребење. Имаме ли нека паричка? Чекај, ја имам ногти. Што е знам? Ето, си ги згребав ногтите. Со здраве. На педикир и на маникюр. Добро. Окей. Вратата више не е. Орето не е. Исто така, значи, оваа врата, значи, не може никош да излети. Значи, како што ја монтирате, така си останува. Значи, врвен квалитет на нешто да морам да ти додадам што е многу Ајде. битно за секој на домаќинка, тоа е одржувањето на вратите. Значи, нема никаква комплицираност, едноставно само со наобично трпче и водичка. Така, механизмите како? Те имаат некаква разлика? Да, има, значи, исклучиво користиме магнетна брава, што сега магнетната брава, трак. Значи, не само тоа трак, се исто така, да речеме, ото ние стандардни што беа големи брави, обични. Да. Прво тука кај магнетната брава имаме естетика, а второ го имаме на клак и нормално не е затварање, да, меко, фино затварање. Вратите што ги избравме се бели, медијапански со 4 хоризонтални линии. Едноставни, елегантни со убави рачки. Вратата е дел од зидот, негов украс и вие треба да одлучите дали сакате да доминира во просторот и да биде потемна, поконтрастна, или пак да биде поедноставна и да се изгуби во него. Во мојот случај се одлучив за второто, зашто во еден простор имам 4 врати. Кога ќе се постават вратите, ние може да си одиме, бидејќи никој не сме да влегува во просториите еден цел ден. Симфонија на осветлувањето. Егло, My Light, My Style. Производите на Егло може да ги најдете во салоните на Манекс. Мега Куманово. Комплетна опрема и обработка на интериер и екстериер за вашиот дом. Од сега и со голем салон во Скопје. Бидете креативни. Почетни курсеви за фризери и шминкери. Академија Авангард. 3 136 175.
Академија Авангард. Уживајте во прегратките на својот дом. Декор и дом. Югоекспорт Стил ви ги нуди најдобрите светски брендови за производство на мебел на едно место, по најповолни цени и со најголеми попусти. Алпле Словенија, Алф Италија, Камел Груп Италија, Калигарис Италија, Кота Италија, Натуци Едишнс Италија, Миото Дизајн Словенија. Само во Югоекспорт Стил. Во Скопје сите забрзано работат на своите штандови за сајмот за мебел, а јас тука некаде успевам со моите желби да најдам место и да нарачам во Акрон. Битола сме. Супер. Многу ни е убаво. И да ни направите едни убави плакари. Најубави. Добро, ајде, 3 се наред, што се измерени. Добро. Удник, спална и детска соба. Од влезниот ходник да почнеме. Ајде, ходник. Тој е многу длабок. Да. Многу се длабок и тие бара да биде и плакарот подлабок. Сега не знам како ќе си го користат на трето, не ме работа. Да, вообичаено е да споменеме дека стандардна длабочина за гардеробирање комплет со се врати 60 до 65 идеално. Меѓутоа корпусот ви е вас 50. 50 стандарден корпус. Овде како имаме корпус од 75 см, што е стварно екстра длабочина, меѓутоа ќе користи како склад за чибли. Предпоставувам си има во главата. Да, нема друг начин дека така мора да се искористи. 2 фиокички. И огледало сиво напред. Мислам дека е интересно. Така, зошто сиво, нели ходник? И па ходник е дел од сканишен простор тоа. Така. Мислам дека ќе изгледа поинтересно. Значи внатре во нивното фоаје во станот. Малку за ефект. Така. Добро. Ќе се огледуваат скалите, мислам дека добро ќе изгледа. Добро. Тоа е Следната е спалната. Спална, ајде. Така со начето централно. Веќе видена да речам. Кај нас. Комбинација. Добро, максимално се искористува просторот, поделен идеално на машки и женски дел, нели? Стандардно со фиокички. Во однос на бојата гледам немаме нешто бела. Сета сум бела, стандардно, во бела сјајна иверка. Едноставно има јаки бои на цедовите, особено во спалните соби, има тапети. Целиот останат мебел е бел и некако не ми изгледаше, иако имате супер нови декори, некако не ми изгледаше фатливо дека. Па еве да споменаме и покрај сите нови бои, нели, кои што постојано се освежуваат, сепак најпродавана е белата боја. Ама супер изгледаат, едноставни се, најпродавана е белата. Свежи. Така. И не е нешто што го менуваш често. Па да, плакарите малце подолго остануваат во просторот. А белата сјајна иверка како медијапан изгледа. Така. И имаме уште една позиција, тоа е детска. Не е баш детска, оти момче возраст. Момачка соба. Добро. Стандардно 3 фиокички за веш, за чорапи, обесување, Се надевам дипање. дека ќе бидат доволни. И исто нормално огледало, тоа е. Со бела сјајна. Сега тука јас не ве изненадувам со нови декори, нови окови и така натака. Кажи ми како се подготвувате? Подготвени ли сте за заедно? Максимално, да. Супер сме спремни, имаме нов оков кој што премиерно ќе ги изложиме, мада мислам дека ние во нека предходни емисии го спомнавме, да. Веќе има нарачки, некои кои што дошле во салонот го виделе. Ептена добар. Многу е убав, многу е интересен, ги покануваме сите, нели, љубители на мебелот и на својот дом. мебел и да дојдат да видат, нели, многу интересно така, по-минималистичко, нема рамка. Оно што до сега е веќе видено, што го работиме 15 години, разни рамки. Информација за сите наши потенцијални клиенти или сите што во моментот да речеме не им треба плакар, ама можеби во текот на годината ќе им затреба. Така. Ние скоро веќе 10 години практикуваме попуст на нашиот асортимент при купување на сајмски ваучери. Значи се лансираат 1000 динари за нарачка кои што влагаат во цената на тоа што ќе си го нарачате. И потоа може да го активирате сајмскиот ваучер до 1 септември. Значи и во јули може да го направите плакарот со сајмски попуст и напомена дека кога ќе заврши сајмот за мебел, значи следниот ден веќе тој попуст не важи. Одлично. Па ќе се видиме. Секако. Поздрав.
За некое време се враќаме назад во Битола. Тука ни е Јане, со кој се договоривме да се облепат неколку ѕида во станот со тапети. Едноставни и доминантни во двете спални соби и еден за во дневната. Има. Втора лента, 6. За кого да прават? Шарки да. За шарки да го помогнат. На колку? Нека во тука навека да го немиш. Тебе ти е све едно. Да. Таму имам плакар, таму и може да има некоја фаза. Добре. Во Скопје започнав и со нарачката на светилките. Се консултирам со Даниела во Манекс. Кај си ма? Ајде, на помаш. Работи за голем стан, дека го подготвив за многу вградно светло. Значи сакам вистина многу амбиенти да... Значи низ целиот стан. Низ целиот стан нешто ќе направим. Јас гледам дека веќе си ги поголила кои се тие имаме. светла, значи 90% се со летосветлување, така да има различна и форма и различна јачина. Од кои стартаме? Така. Сега сакам функционално светло како тие, бидејќи ги познавам добро. Би сакала да не е такво обично како тоа, туку да има некаква можеби форма или стакленце или не знам нешто што ќе може после со лустерите да го врземе. Така, еве чисто, јас би ти ги покажала првен овој дел тука што е. Чисто да ги погледнете. Вистина се јаки. Меѓутоа можете да го искомбинирате, има од 3, од 5, од 12, 18, така да е доста функционално и за куња за било кој простор, што секое тело ротира. Така, се малку ми се джиджани овие и повеќе видела на некоја ваква стаклеца или таква бела. Варијанта? Поедноставно нешто ќе избереме за кујната. Идеме понатаму за бањата. Бањата двете ни прашувам, такви ќе бидат. На јаката од тие. Пуштам, значи на јаката. Колку е на јаката? На јаката е 20 вати. Значи може 80 нормални. Вати чисто светло на бистро глед, да, баш така. И има и топло и ладно Ладно бело, варијанти. да, секако, да. Одлично. И него го завршивме, сега во дневната соба, значи и вградни и лед. Имате овие тука форми да ги погледнете, значи има Да, коцки, ми се кругови, допаѓаат тие. интересни се доста, сепак се вградни, меѓутоа со испакна дел што му дава уште поубава Да, форма како на мини лустерчиња телото, да, доаѓаат. баш така, мини лустерчиња. И коцките повеќе ми се допаѓаат, иако мајсторите најверојатно ќе не годуваат. Оти коцките потешко се местот. Ама не. Па има и помали, поголеми, можете исто така да ги скомбинирате. Така. Можете и звездено ниво да поставите на некои позиции. Звездичките во спална. Спалната? Да. Добро. За таму ги чувате. За таму се звездичките. И мислам дека со тоа ќе завршиме со вградните светилки и мислам дека ќе направиме милиарда добри амбиенти. Си го комбинираш расположението спрема светлото. Да. Така е. Третото малце. Добро. И четвртото малку поиш. Не, врати. Добро. Ај третото се врати го пак. Како доста? А во Битола работата си врви. Знаев дека ќе име проблем да бидат квадратни, но поубави ми се. Во кујната одбрав со стакленце како што и барев. А Михајло ќе има околу 300 вати само од вградното светло во својата соба. Ние сме засега до тука. Како вистина ќе изгледа овој прекрасен дом? Гледајте во следната емисија на Ајде дома.